Значки, медали, етнонакит, спортски реквизити, музички колекции. Сето ова го има во приватниот мини музеј Носталгија на Маријан Христов во Смолари. Интензивно почнав да собирам од 2007 година, кога работевме по куки, кога се уриваа куки, ѕидови од камен, па си најдеш некои работи и си го земаш, зошто да го фрлиш, например. И после, долу имавме игралиште по селото, па таму одевме на фудбал и секој пат по патиштата имаше некој си фрлил дома и ќе најдеш некоја вазна, некоја чаша и така нешто. Почна да се собират работи, стари фотографии. За ова збирка туку југословенската се е собирано во границите на поранешна Југославија. Во музеот на Маријан Христов има помеѓу 4 и 5 милиони предмети. Меѓу нив се и овие скијачки ракавици, за кои се верува дека биле собственост на скијачот Јуре Франко на Олимпијадата во 1984 година во Сараево. Самото име Југославија некако ме привлече внимание и почнав да истражувам, да гледам. Кога го видов и знамето негде прв пат ми се допадна. Најдраги предмети ми се кога наоѓам нешто од тие периоди, па и од Краљевина Југославија и понатаму, ми се предмети поврзани со моето село и со Струмица. Ова тука е за почасна палба, на 8 мај е пукана на Калемегдан во Белград и прочитав дека имало околу 40, па се однесени во целе, таму се претопени, некои се штампани, а имало само 8 изгравирани. Па едната мислам дека еве тука ја имам купено од таму во Смедерево се најдовме со човекот од Србија. Маријан е повратник од странство. Дел од својот живот го минал работејќи во Германија и Швајцарија, од каде неодамна се вратил и не планира да го напушти родниот крај. Има издадено 2 збирки поезија и 1 монографија. Во ноември ова сега година што помина, се вратив на цело. Значи, откажав и виза и се вратив тука и повеќе не мислам да одам никаде во странство. Се уште не можам да му се нарадувам сега на место тука, на моето село и на Македонија. Сакам да си останам сега тука еден период, да се смирам. Тука ме опушта, тука сум среќен. Тука си правам тоа што ми исполнува. Дома си е дома, да кажам. Каменот се тежи на местото и осетив како некоја грудка во оградите ме стега и морав да напуштам таму се и да се вратам тука.